Сега ќе влизам во една тема која што мислам дека не е баш посакувана за дискусија, а се однесува на бруто платите и нето платите и деноците и проденесите. Имаме 5000 студенти, но многу од луѓето во IT индустријата, верувам дека тука комората која ги застапува интересите на оваа заедница сигурно нема да се согласи со мене. Ние имаме голем дел од работените во тој сектор кои што се на бруто плати, кои што се со персоналец, и јас не знам како да бидам конкурентна за IT инженерите кои што треба да ги вработиме во банките или во било која друга институција, државата уште помалку може да биде конкурентна, кога некоја странска компанија ќе го плати 5000 евра бруто, тој ќе плати персоналец и се останато ќе му остане и ќе може слободно да одлучува дали сака да уплаќа пензиско осигурување, здравствено осигурување и така натака. А јас кога ќе го вработам или државата кога ќе го вработи, министерот за информатичко општество, ќе мора да плати и пензиско и здравствено.